И покрај продолженото лето во кое уживаме неколку години поред, есента, сакале или не, пристигна на календарот. Дури и да не забележиме по температурите, оваа сезона неспорно ни носи пократки денови и посвежи вечери. И додека многумина од нас се радуваат на пониските температури, бројни есенски специјалитети и прошетки во парковите, полни со сите тие есенски бои, многумина од нас забележуваат и нешто помалку пријатно. Нагли промени во расположението, главоболки или чувство на умор. Овие поплаки често се препишуваат на терминот метеоропатија, односно реакција на телото на промените во временските услови. Но дали метеоропатијата е вистинска медицинска состојба или е повеќе мит? Всушност, метеоропатија е термин кој укажува на зголемена чувствителност на личноста на временски промени. Вообичаени симптоми вклучуваат главоболки, болки во зглобовите, несоница, замор, раздразливост, па дури и промени во крвниот притисок. Најчесто се забележува во периоди кога има нагли промени на температурата, атмосферскиот притисок, влажноста или ветерот. Иако оваа појава не е препознаена како официјална медицинска дијагноза, се повеќе истражувања потврдуваат дека телото може да реагира на надворешни метеоролошки фактори. Есента е период кога времето често се менува, од топли, сончеви денови до дождливи и магливи денови и студени ноќи. Овие ненадејни транзиции може да предизвикаат реакции кај луѓето кои се природно почувствителни. Промената на атмосферскиот притисок може да влијае на циркулацијата, додека намалувањето на сончевата светлина влијае на нивото на мелатонин и серотонин, хормони кои го регулираат спиењето и расположението. Поради ова некои луѓе се чувствуваат нервозни, депресивни или имаат зголемена потреба за сон. Метеоропатијата најчесто ги погодува лицата над 40 години, лицата со хронични заболувања, особено срцеви и ревматски проблеми, но и оние кои психички или физички се под стрес. Истражувањата покажуваат дека жените почесто пријавуваат симптоми на метеоропатија, кои може да бидат поврзани со хормонални осцилации и поголема чувствителност на промените на околината. Некои експерти веруваат дека метеоропатијата е делумно психолошки феномен, односно дека очекувањето дека промените на времето ќе предизвикаат проблеми може само да ги интензивира симптомите. Кога човек верува дека дождливите, ветровитите или студените денови ќе предизвикаат главоболка, замор или раздразливост, телото често реагира точно како што се очекува. Сепак, физиолошките механизми исто така играат значајна улога. Промените во атмосферскиот притисок може да влијаат на циркулацијата и протокот на крв во мозокот, додека ненадејните температурни флуктуации и зголемената влажност може да предизвика оток на зглобовите или болка во мускулите. Освен тоа, нивото на хормоните на стрес, како што е кортизолот, може да варира во зависност од надворешните фактори, што дополнително влијае на расположението и на општата состојба на телото. Значи, иако метеоропатијата можеби не е класична болест која можеме да ја дијагностицираме, незините ефекти врз телото и психата се реални и многу забележливи во есенските месеци, кога временските промени стануваат поизразени и се почести. Постојат практични начини за намалување на влијанието на временските промени врз телото. Прво, важно е да се одржува соодветна хидратација и исхрана, бидејќи дехидратацијата и недостатокот на минерали може да ги влошат симптомите. Редовната физичка активност ја подобрува циркулацијата и го намалува стресот, додека доволно сон го зајакнува имунолошкиот систем. Исто така, техниките за лесна релаксација, како што се медитација или јога, може да помогнат во контрола на расположението. Покрај тоа, во периоди кога се чувствувате особено чувствителни, може да користите топли облоги за зглобовите или лесна масажа за ублажување на болките во телото. Следењето на времето и симптомите може да ви помогнат да ги препознаете моделите и да превземете навремени активности, како што се одмор или дополнителна физичка активност. Иако метеоропатијата не е формално признаена како болест, факт е дека многу луѓе навистина чувствуваат негативни ефекти од временските промени, особено во есен. Правилна нега, врамнотежен начин на живот и следење на сопствените реакции можат да помогнат да се намалат симптомите и да се направи есента да помине пријатно. Вистинска болест или мит? Едно е сигурно, телото и умот реагираат на промените во околината, а препознавањето на овие сигнали е клучот за одржување на здравието и енергијата.